Интелектуалниот и креативен развој на децата од 3 до 8 години беше тема на трибината одржана во Виница. Целта, вели психологот Радмила Манчевска, била родителите да добијат информација за начините на кои можат да ги поттикнат интелектуалниот развој и креативното мислење кај децата до 8 годишна возраст. Основната цел на трибината беше укажување на родителите на значајноста на играта во раниот период од развојот, значајноста на раната стимулација на децата во нивниот развој во однос на интелектуалните способности. Затоа што развојот на интелектуалните способности во голем степен не само што зависи од генетската база или генетската основа, туку во голем степен зависи од раната стимулација. Пред се, еден апел за сите родители е да на некој начин ги вратат децата на старите игри, да можат да ги одвојат колку што можат повеќе од компјутерите, од телевизијата, затоа што секако тоа влие до одреден степен кон јавување на одредени пореметувања, како што се пореметувања на дислалија, дислексија, односно пореметувања поврзани со говорот, пореметувања поврзани со концентрацијата, читањето и пишувањето. Сведоци сме дека во денешно време овие проблеми се почести, а почести се затоа што децата колку што може повеќе седат пред компјутери, пред телевизори, а помалку излегуваат на улица, помалку ги играат старите игри. Манчевска вели дека темата наишла на голем интерес од страна на родителите. Кај нив исто така постојала волја за поттикнување на интелектуалниот и креативниот развој кај децата преку начините што ги предлагаат психолозите. Значи, имаше позитивна реакција во однос на сето тоа. Родителите се сложија со тоа дека во денешно време децата навистина седат повеќе пред компјутери, пред телевизор, отколку што е потребно. Тоа не значи дека компјутерите и телевизорите апсолутно влијаат негативно, секако дека влијаат и стимулативно, но прекумерното седење влијае веќе негативно врз интелектуалниот развој на децата. Манчовска вели дека овие препораки до родителите ќе придонесат во раздвижување на моториката, подобрување на рамнотежата и асоцијативното мислење кај децата, односно во сето она што е поврзано со креативното мислење и нивниот интелектуален развој.